Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Ете, најдраги мои, после го одгледавме прилогот, значи со нашата драга ангелица Вања и благодарам многу и ја поздравувам. Инаку да знаете, Вања живее во Јордан, тоа го видовте од видеото и секако дека таа е многу среќна заради тоа што замислите дури во Јордан ја гледа нашата емисија, го гледа нашето заедничко будење, драги мои. И еве сега Вањушка, поздрави од тука од студиото до тебе. Па се надевам дека во некој од емисиите ќе можеш и да се вклучиш. А, драги мои, еве, откако ги изгледавме рекламите, значи сега сме во живо во студиото и тука се веќе наместени моите гости. Јас ви кажав дека ќе имаме еден ексклузивен гостин кој што навистина и тоа како вреди да останете покрај малите екрани и да го погледнете неговото гостување, затоа што ни доаѓа дури од Таџикистан. Имено станува збор за доктор Тохири, за кој што вие овие изминати емисии веќе имавте можност да го запознаете, бидејќи пуштавме некои кратки видеа со него. Но еве го сега и во живо човекот кој што многу ме испочитува, кој што на моја љубов, на моја покана дојде значи во Македонија, за да ни ја пренесе древната вештина во медицината со која што тој се занимава, а тој е народен лекар или лекар даден од Бога, кој што се ја применува на вистина традиционалната народна дисциплина. И веќе реков дека доктор Тохири е фитотерапевт, мануалист, специјалист по источна медицина, доктор кардиолог, има толку многу уште други занимања, но сето тоа ќе го откриеме во разговорот со него. А со нас исто така имаме и преведувач, тука е нашата Љуба или Љубов, како што реков, заради тоа што презимето и го заборавив, но како и да ќе ни се представи во текот на емисијата, бидејќи со љубов дојде да ни помогне околу преводот со доктор Тохири. И еве, добар ден и добро ми дојдовте, на вистина ми е драго што денеска сте мои гости. Добар ден. Доктор Тохири. Будьте здоровими. Так, што? Добро. Значи, Љубам, еве, доктор Тохири, може би малку вака сега јас сум малку побрза, деки ќе можеш и доктор Тохири посебно да го зумираш. Значи, му посакувам на вистина добре дојде, многу ми е драго што е гостин во Скопје и што на вистина се озва да биде 2 недели во нашиот град, за да може значи да им помогне на сите оние кои што се заинтересирани за неговата работа. Юлия вам говорит огромное спасибо, что вы участвуете в ее программе и что можете помочь людям в течение этих 2 недель, что будете присутствовать в Македонии. Спасибо большое. Я вас всех люблю, кто нас смотрит, потому что где есть слово «любовь», там просвещение. Люди друг друга будут уважать, развиваться. От хороших положительных эмоций мир расцветает. Поэтому я желаю македонским людям здоровья, успехов, удачи, чтобы они в дружбе, в мире, в согласии жили. Ете, драги мои, малку јас побрзо ќе преведувам, заради тоа што го разбирам доктор Тохири, рече дека не поздравува и дека многу е среќен што доаѓа во Македонија и дека каде што е љубовта на вистина таму е разбирањето, бидејќи со љубовта се може се, а без љубовта на вистина не се може ништо и заради тоа тој е тука во Македонија за да споделиме се што е во врска со љубовта која што е на вистина лековите која што е база на се. Доктор Тохири, кажете, значи ќе биде многу интересно за нашите гледачи да слушнеме и покрај тоа што веќе го представивме на некој начин, знаат нашите гледачи, драга Љуба, но еве да доктор Тохири нека ни каже малку повеќе за него и за неговата дејност. Од кога неговата кариера е доста долга, има 40 книги и 17 негови патентирани лекарства, но еве малку поопширно за себе да слушнеме од негова, од прва рака. Расскажите больше о себе, о своей карьере. Хорошо, спасибо. Уважаемые товарищи, я по профессии врач. Как везде пишут про меня, что я врач, писатель, испытатель и производитель. Ви се заблагодарува за покана и кажува дека тој
е доктор по-долго време, рече цел свој живот. Так, Дека е производител Да, на лекови, дека производител. Да, производител. толку многу книги напишено и лекарства. я работал в 3 етапах. Отделение реанимации, Работел во 3 етапа: одделение на интензивна нега, отделение долечивания на одделение на и в понатомошно курортную лекување. систему. И Курорт, санатория. И санаториумском систем, значи со бањи, со понатомошно Так, лекување. пришел к такому заключению, что чем человек ближе к природе, он быстрее выздоравливается. Здесь природни фактори. Дошол до собствениот заклучок дека колку е човекот поблизу до природата, побрзо заздравува. и повеќе е здрав. Да. Так, поэтому человек является частью природы и надо лечиться природными факторами. Човек се јавува дел од природата и мора да се лечи со природни Я, состојки компоненти. принцип в данный момент у меня не лечит, а учит быть людей здоровым. Это начинается внутриутробно и школьной скамейки, чтобы информация правильно попала на оздоровление. Неговата девиза не да се лечи, туку правилно да се учи како здраво да се живее, и неговата цел за тоа да се почне да се учи од мали нозе, односно од школската клупа. Така. Наши проекты поддерживаны со стороны президента Таджикистана, России и часть в Казахстане, может быть, и ваши правительства, Значи, чтобы народ был здоровым. И сейчас мы начали рекомендовать именно в школах профилактические фиточаи с целью профилактики глистной инвазии, зуба, различные анемии. Когда дети в школах пьют эти чаи, они уже здоровые. значи неговите проекти ги поддржува Со стороны президента Таджикистана. сите председатели од многу држави, да. земји, и му нуди можност да прикаже фиточаеви на билна основа за ученици, значи веќе да почнат да ги консумират од мали нозе, Так, наш проект за од повеќе болести. сейчас в Россию начал под названием «Искусство здоровья». Уже начал государство выделить деньги и идет Русия- учеба по всем Русија каналам. веќе одвои од буџет свој за училишта, за да се промовира Неговата методологија, неговата методологија да се промовира по Как, училиште во Русија. когда дети в школе скамейки знают, как сохранить зрение, волосы, зубы, они будут беречь и будут жить 150 лет, самый меньше. Кога веќе децата знаат како правилно треба да го сочуваат здравието од мале нозе, така ќе продолжат да го чуваат своето здраве и понатаму. Знаејќи, значи, да кажеме, преку очите, преку кожата, преку јазикот, тој така кажа. Не, Преку- кога ќе знае да ги сочуваат своите очи, Очи, така, да. својот желудник, своите органи, Така. значи кога ќе имат сознание за тоа, веќе сака да каже нема да ги употребуваат. Книга за сила на водата. Значи водата е скапоцена и веќе Водата е поскапа од златото. Да. Многу интересна книга. учениците веќе изучуваат по незе, значи употребуваат во училишта и Если человек регулярно, нормально пьет вода, вода это как бензин. В машину наливаешь Да, бензин, да. в человека вода. Для перехода энергии в организм нужно воды.
Токму така. Да, доктор Тохири, драги мои, рече дека навистина организмот му е потребна енергија, а најадекватната енергија е преку водата, бидејќи водата во човечкото тело исто е како и бензинот во автомобилот. Значи, без вода не сме никој ништо, затоа што се знае дека 80% од нашето тело е вода. Но еве, јас сега би му поставила едно прашање на доктор Тохири, бидејќи тој има една девиза да се доживее 100-та година сосема здрав. И навистина е многу прекрасно, интересно, затоа што да се доживее 100-та година денеска е феномен, но не е неостварливо и знам дека по методите на доктор Тохири, затоа и беше моето познанство со него, затоа што тој е следбеник на Авицена, значи човекот кој што е познат за древната медицина, а доктор Тохири се смета за негов наследник. Единствен наследник, бидејќи навистина работи по методите на Авицена. Па што значи методата Авицена, да ја објасни, за да се доживее 100-та година сосема здрав? Просит объяснить методика Авицена. Да, методика Авицены и как думаете вы дожить до 100 лет здоровым? Раньше, например, не была техника. Если мы посмотрим в историю, люди жили долго, дружили, все. Диагностику как делали? По глазам, по лицам, по губам, по ногтям, по пульсу, по дыханию. Значи... И по натуре человека. Да, пред многу години, кога уште не постоела апаратура, современа медицина, определувале болести буквално по човечкото тело, по очите, по боја на кожата, по јазик и така натаму, за да да определат од што боледува и со што треба да се лечи. И определил Авицена своје време 4 натура човека. Значит, горячий, холодный, сухой, влажный. Во Авицена се отвори 4 типа на натури. Да, на природа: суво, мокро, топло и ладно. Ребенок, когда рождается, его натура горячий и влажный. Да, кога се раѓа детето, неговата природа е жешка и влажна. А когда в старческом возрасте, вот седина – это причина то, что уже сухость. А во подминати години веќе сувост и ладност. И холод. Холод. Седата коса докажува дека организмот е веќе подбираем продукты питания, например, зимой, когда холодно, надо горячие продукты. Это мед, сливочное масло. Значи, кога веќе организмот зимно време и веќе застарува, во подминати години, значи во средна доба, веќе се треба да се трудите да ги употребувате производи што носат енергија, топло, односно мед и се што носи портокалова боја, црвена, топли бои. Значи тоа продукти кои што носат топла боја. Да. А летни период, значит, фрукты, овощи, то, что в природе есть. Да. Поэтому, когда человек имеет знание, будет себя предохранить, он долго будет жить. Значи, човекот кога има знаење за тоа спознавање на ова медицина, ќе живее много подолго и поквалитетно. Например, помидор и огурцы вместе нельзя употреблять. Например, видава дека краставица и домат не смее заедно да се употребува. Почему? Потому что вместе они образуют газ, потом вызывают затоа што тие образуваат реакција на... Еве, до сега не сум го знаела. Обично кај нас салата... Како мишункасти... Отдельно можно кушать. Например, у меня есть санатория частная в Таджикистане. Я обед даю помидоры, вечером огурцы. Значи, тој има своја приватна болница во Таджикистан, да, санаторија, и практикува да дава сабајле една исхрана, вечер друга. Да, значи, ова е видеото. Може малку тон да слушнеме, Владо, за да го преведеме, доктор Тохири. Овде кај ова видео не нормализация кроветворения и иммунитета. Вот в комплексе я многим больным помогаю, потому что если сам человек захочет, можно любому человеку помочь. Если не хочет, никто не поможет. Вот у меня такой принцип. Поэтому есть такой сайт «Домашний доктор», там зайдете,
написано, значит, 19 человек, который мир признавал, то, что академическая медицина. Я тоже туда вошел. Поэтому у меня принцип не лечить, а учить быть здоровым. Поэтому какая страна меня приглашает, я вот здесь тоже читал много лекций, больше 20 по медицинским организациям, вузам. Вот даже в Каспийске врачам 90 человек собирались. Потому что есть книга сейчас «Ошибки медицины». Вели да се употребува, что може повеќе вода, «Врачи значи да се заложник внесува смерти». во Врачи умирают на човечкиот 10-20 организам. лет раньше Да, своих и вели дека докторите умираат 10 до 20 години порано од своите пациенти. А чтобы быть здоровым, всегда это движение, питание нормально. Треба да се движите. И, конечно, Да, како затоа што ги прават интересно мрзливи почитали своите од жената која што доктор Тохири ја лекуваше Да. од рак, од канцер. И еве да кажеме за нашите гледачи кои што сега не следат, доктор Тохири и неговата метода е многу учинковита, е многу корисна за разните онколошки заболувања и за ракот кој што е тоа и денеска и тоа како присутен. И од кога ова видео пред тоа одеше на нашите мали екрани, интересот е многу голем за сите оние кои што боледуваат од канцер. Значит, люди заинтересованы. Я уже понял. Да. Значит, по этому видео вы видите, что женщина, которая страдала рак грудной клетки 3 стадии, хотела продавать дом, все, поехать в Израиль и Германию операцию делать. По ова видео... Так, я его научил и провел всего 10-дневные курсы. И она по этой методике начала работать и исчез в течение 3 месяцев эта опухоль. Но хорошо, доктор Тохири, ја нужно превести. Значи, вели дека оваа жена која што ја видовте на видеото и на која што е бил диагностициран 3 степен на рак на дојката, почнала да си во стравото тоа, значи од болеста, почнала да си ја продава куќата, имањето, колата и се едно нешто, значи се што е можда да донесе пари за да се излечи, почнала да продава. Но кога разбрала и кога слушнала за доктор Тохири, таа му се обратила и тој и препишал нејзе, значи, упатство, како, по што да се придржува. И жената за 10 дена, буквално, земајќи ги неговите лекови и придржувајќи се на советите од доктор Тохири, нејзината здравствена состојба сосема се променила. Я хочу здесь добавить, что эта женщина, когда дала интервью, сказала, сначала у меня очистилось сознание. Сначала мои мысли прочистились. Да, откако таа дојде во контакт со доктор Тохири, таа му рекла дека нејзе всушност и се прочистија мислите, сознанието за тоа што и како е. И се сменил сосема мастермајнд, значи мислите и се смениле и заради тоа се променила нејзината здравствена состојба. Словами можно лечить, словами можно убить человека. Со зборови може да лечите, со зборови може и да го убиете човек. Поэтому мы работаем в комплексе, значит, лечение именно методами различных воздействий на организм человека, питание, движение, воздух. Ну, разработал систему. Вот сейчас я написал маленький Значи, доктор Тохири вели дека во неговиот санаториум има цел систем разработен за тоа, за излекување на луѓето, значи систем на како да се движите, како да дишете, што да јадете, што да земате како превентива, како лекарства, всушност суплементи. Вот здесь я сейчас делал на 4 языках: английский, русский, узбекский, таджикском языке. Да, ова всего маленькая на 4 брошюра. языци. Если человек по этой системе будет работать, 100% он выздоровится. Если по суштината, значи по оваа книжка, по оваа мала брошура, по оваа мала книжка, драги мои, ако работите по ова, тука се сите упатства како да се биде здрав. Значи, животот е прекрасен кога ние сме здрави, носи наслов оваа брошура и е напишана на 4 јазици, на руски, на таджикистански, на англиски и на узбекски. И на узбекистански, да. И значи, придржувајќи се на овие овдека упатства во книгата, може да бидете сосема здрави. Вот я хочу сказать, что когда раньше сказали рак неизлечимый, да, это больные падали духом и быстро умирали. Я написал книгу «Рак излечим». Да, тој рече дека порано се мислеше дека и сите кажуваат дека ракот е неизлечива болест. И затоа болните паѓаа и буквално умира од рак. Но тој ја напише книгата «Ракот е излечив» заради тоа што навистина ракот е излечив. И разработал лекарство из этой трава, называется ферула, вот это производство в России.
очень хорошо помогает онкологическим Да, больным. и го разработи препаратот кој што е наречен Фирула, кој што значи во Русија и надалеку е познат и од кој што се излекуваат илјадници пациенти, значи на основа на билките. Инаку, драги мои, да ви кажам, бидејќи јас се и се што за доктор Тохири морав да откријам, тој живее во една таква животна средина чиста, во Душанбе, неговото родно место, каде што има прекрасна вода, каде што е навистина мал рај на земјата, и доктор Тохири половина од годината е во неговото родно место, каде што е сместен неговиот санаториум и таму собира билки здрави од природата и ги произведува овие невероватни лекарства. Значи, ферулата која што е призната и позната и со која што се излечени која што е заштитна негова билка и со која што се излечени илјадници пациенти, поготово, значи, ако сакате да се излечите од ракот, за кој што многувина доктори ќе ви речат дека не излечив, но знаете дека нема болест која што не излечива, како што вели доктор Тохири, има само луѓе кои што сакаат или не сакаат да се излечат. Вот смотри, Фирула, 7 человек защитили диссертация научная. Доказано, что он антиопухоли, антипаразитарный, антиэпилептический, омолаживающий свойства. Вот это стали люди докторами наук, защитили, поэтому эта трава я начал изучать и производство налаживал. В состав фирулы добавлена хитозан и глутаминная кислота. Значи, ова книжка, он ја има разработено буквално се за тревата за ферулата и таа е антиопухоли. Против ракови. отока. Значи против отоци, против отровна. Отоци, да. Антипаразит. Антипаразитна. Омолаживающий. Омолаживающий эффект. Подмладува. Да, подмладувачка билка, ефект на подмладување има. Так. И уште некоја особина? С комбинацией с чем? Туда добавлена хитозан, глутаминная кислота. Добавлена в составе хитозан. Тамо има во состав хитозан. Во составот има хитозан и глутаминат. Кислота. Хитозан чистит стенки сосудов, глутаминная кислота улучшает передачу нервных импульсов. Хитозан ги прочистува крвните садови, а глутазан Глутаминная кислота улучшает передачу нервных импульсов. Го подобрува нервниот систем. Нервниот систем, да. Ете, малку се помагаме со преводите, бидејќи, драги мои, јас навистина учев руски јазик, но сепак не можам баш добро да се снајдам кога го зборувам, но го разберам доктор Тохири и затоа да побрзаме во корист на времето на емисијата која што навистина брзо минува и се надополнуваме со љуба, така да немојте да ни замерите. Я еще сделал маленькую брошюру, называется «Схема лечения онкологических больных по методику доктора Тохири». Тој направил шема. Значит, если кто страдает онкологией, вот простой маленькая брошюра, будете читать, по ним работать. Тој направил шема против онколошки болести. Да, ова е значи шема, овдека во оваа брошура, во оваа книжка, драги мои, имате разработено цела шема за тоа сите луѓе кои што имаат страдаат од онколошки болести, значи на кои што им се диагностицирани онколошки болести, тоа е значи карцином, рак, на било кој орган од телото, овдека има разработено шема што и како треба да се пие за да се излечи. И тоа 100% е така, верувајте. Так, второй наш препарат, вот этот, здесь нарисована коза в горах. Он, когда болеет, идет этот с камнем, лазит языком и выздоравливается. На слика имате вот на вториот препарат коза, значит, это соль земли называется. Я от него начал препарат, здесь в составе 65 микроэлементов. Козите кога се разболуваат, одат на паша, значи тапасат и на тој начин се лекуваат. Така да на тој начин доктор пронашол во тие билки, односно што ги нарекува сок на земјата, сок од земјата. Така, сок од земјата. Да, со кој што во склоп со другиот лек, предходниот. В составе 65 микроэлементов. Золото, калий, кальций, магний, селен, все есть в составе. Значи во составот има 65 различни елементи. Все элементы есть.
Затоа што е директно од земјата, како се викаше, камено масло или како? Камени масла на руском Да, јазике, в казахски називаца маска, но Фактички минерали, Минерали, соли, да. да. Да, Од значи, природата од има злато, има цинк и вот така это два натаму. препарата прошли на 3000 пациентов в Москве, Ова е Санкт-Петербурге, проверено на клинические 3000 испытания, луѓе которые почти много больни выздоровели. кои дошле скроз Ну, болни и пили се в течение опоравиле. 3-6 месеца. Значи, пиеле, употребувале го од 3 до 6 месеци и се опоравиле. И На биле сосема 3000 здрави. пациенти. Да, это научно доказано. Врачи, профессора, онкологи работали, сделали Научно масса доказано. статей. Например, один статья называется «Изменение электрический потенциал онкологических больных под влиянием ферула и замч». Вот буквально Значи, за неделю заедно овие организм два набирает препарати силу делуваат и заедно за иммунитет да се- повишается. Да се покачува имунитетот и значи научниците научно е признаено и Да. Докажано дека овие два препарати делуваат врз луѓето позитивно, значи ги изличуваат Они скроз природные продукции. Там химия ничего нет. Это 100% природа. на Сега ќе го прашаме, ете, драги мои, ги видовме овие кратки видеа, колку што можевме, затоа што да брзо ги преведовме нешто може би разбравте и самите. Еве да прашаме колку медали, колку орден има доктор Тохири и што е сега овој медал што го носи? сколько у вас вообще медалей? У меня 15 орденов медалей, а этот лучший целитель третьего тысячелетия. Это в зале, где собирались более 500 ученых мира и начали спорить. Каждый начал о себе говорить, и мне вручили то, что Значи я... има 15 ордени, тоа во поголема количина на медали, а ова Лучший бил целитель третьего тысячелетия. на еден конгрес и му дале медал за Исцелител на најдобар еднината? исцелител за 3000-тиот За 3000-та година. да. Я Значи за исцелител на еднината, Да. да. Я написал книгу «Как прожить 100 лет не болея». Потому что если человек хочет долго жить, по этой книге работает, он может будет жить 200 лет. Тој напишал Потому что книга для всего нужно кој знание. сака да живее Вот 100 поэтому я години. хочу, чтобы вот эти книги перевели на македонский язык, и ваш народ, чтобы жил до 200 лет. Да, ете доктор Тохири вели Ја ти би дека подарувам. оваа книга ја напишал како да се живее 100 години. И вели јас би сакал овдека да може во Македонија да се преведе оваа книга. Еве го гледаме орденот на доктор Тохири, значи за исцелител на За најдобар- 3000-та година, Да. значи уште не е додена 3000-та, а тој веќе е влезен за исцелител на иднината. И еве, драги мои, негова желба е оваа книга да се преведе овдека и вели, ако вие се придржавате по упатствата на оваа книга, секако ги живеете 100 години, а и 200 години, и вели за доброто на Македонија би сакал да се преведе оваа книга за да живеат македонците по 200 години. Ете така. Но сега, исто така мораме да кажеме дека кога се зборува за Македонија, на доктор Тохири му е посебно драго, бидејќи во Таџикистан постои езеро на Александар Македонски. И многу интересно, тој ме покани и се верувам дека некојаш ќе направиме еден запис од езерото на Александар Македонски, и по овој повод би го прашала доктор Тохири. Што значи, имаше една приказна за езерото и за Александар Македонски да ни ја пренесе? Хочет услышать сказку о озере, что находится У в нас Таджикистане. есть в Таджикистане озеро Александра Македонский. Александр Македонский открыл город Хваджент, такой город, женился на персидской... Александр Македонский го... Роксанда, да. С Роксанда, значи таму се оженил и Александар его лошадь Македонски. упал в это озеро, Александр Македонский. А. Это недалеко от моего санатория, всего 60 километров. Значи, Он конјот был на там, Александр поэтому я Македонски хочу, паднал чтобы во мы тоа открыли езеро. Мост дружбы Аха. между Македонией и Таджикистаном. Наша сила в дружбе. Чем больше вы будете к нам приходить, нас изучать, мы к вам. Дружба, мы будем долго жить в Значи, мире, в силата е во согласии, другарството. значит, это. Значи, вели доктор Тохири дека силата е во дружбата и дека многу ќе му биде драго дека ова сега е всушност мост меѓу нас, меѓу Македонија и Таџикистан, и дека каде што има љубов, но вистина каде што има разбирање, таму
има се и затоа ќе му биде многу драго да се воспостави тој мост помеѓу Македонија и Таџикистан. Но јас мислам дека е време да ги вклучиме нашите гледачи. Еве Сузеа која е тука, јас навистина би сакала, затоа што времето брзо ни тече. Драги мои, по завршувањето на емисијата, секако вие можете исто така да се јавувате на нашите телефони и да закажете средба со доктор Тохири, кој што ќе биде присутен најмалку до 15 во месецов, значи до 15 декември ќе биде во Скопје. Така да, еве ги отворените телефони за вас, ако сакате да поставите некое прашање до нашиот почитуван доктор Тохири. Ние сме тука. Одложно, ако ја гледате емисијата, значи слободно подзвонете кај нашата секретарка Сузе, оставете го вашиот телефон и ние ќе ве побараме. Повелете доктор Тохири, здесь сказал насчет любов, потому что написал книгу «Мудрость любви». Той написал книга «Мудростта на любовта». Причина, если человек хочет долго жить, он должен любить. Ако сака секој да живее долго, треба да сака. И окружающую среду, все. Поэтому даже у меня есть здесь глава книги. Если заболели, займитесь любовью. Поэтому, если в мире, вот я сейчас президент Международный союз писателей и целителей, мы буквально 1,5 года зарегистрировали, значит, как партнеры согласились быть нашим ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, многие организации. Токму така. Доктор Тохири, имаме телефон, значи мораме да се јавиме, а доктор Тохири вели, ако сакате да бидете здрави, занимавајте се со љубов и оваа книга «Мудроста и љубовта» е секако негово исто така капитално дело. Одиме со нашиот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете кој ни се јавува. Горде од Скопје се јавува. Воодушевена сум од гостинот и претходно имам гледано најавата за неговото гостување. Навистина, советите што ги дава се прекрасни и се оно што постигнал, меѓутоа би сакала и неговата желба да се оствари, да се преведат стварно книгите во Македонија, навистина книгите во Македонија. Меѓутоа мислам дека ќе нема голема заинтересираност, бидејќи кај нас медицината работи сосема поинако нешто. Има навистина голема заинтересираност, Гордана, верувајте, така да ова е само, значи, почеток за доктор Тохири овдека ова гостување. Да, и ќе има голема имате ли конкретно прашање? И би сакала, ако може, некоја од неговите книги, она за водата или за совете за 100 години живење и така натаму, ако се на руски, јас разбирам. Да, но не знам тук, тие се само по еден примерок, еве да кажете, да го прашаме. Хочет приобрести вашу книгу. Есть такая возможность или нет? Нет, я принес книги по один экземпляр, это для чтобы, если вы хотите здесь издавать, значит мы будем издавать в вашей стране и перевести на македонски език. Да, затоа што вели има само по еден примерок за да ги покаже, инаку доколку има се преведат накнадно. Да, доколку има заинтересираност, ќе секако дека ќе бидат отпечатени книгите, а секако дека ќе има. Тему посакувам се најдобро, значи навистина вложува голем труд и устава во тоа. Секоја му чест. Благодариме и ако евентуално имате сакате да закажете преглед кај доктор Тохири, може да се јавите. Скажи што авицина. Да поставите вашиот телефон. Так, 1400 лет тому назад, значит, он писал книгу «Канон врачебной науки». Его книги до сих пор все врачи мира пользуются. Значи авицина пред Поэтому вот мои 1400 книги години тоже, я думаю, если ваше правительство, ваш народ, напишал, я дека даю уште и свое лекарите согласие, будете употребуваат привести, тоа издавать, знаење. чтобы народ стал более грамотный по отношению к своему здоровью и долго жил. Я к этому, значит, готова, Значи, чтобы докторот е дать заинтересиран да се донесе тоа на знаење што се пишува во таа книга до сите гледачи и болни. За доброто на народот и за излекување. Одиме со следниот гледач. Повелете кој ни се јавува. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Прилет. Повелете. Малку покасно се вклучи во емисијата, меѓутоа разбрав дека се работи. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, продолжете. Малку покасно се вклучи во емисијата, меѓутоа разбрав дека се работи за мојата болест што имам моментално карцином на дојка втор стадиум. Што имате карцином на дојка втор стадиум?
Да, да. Добро. У этой И женщины сега на есть 18 имам закажано за на онкологија. Ме интересира нешто груден, кај може да се добијат тие витамини, второј нешто степен. минерали, нешто во врска за тоа да дојдиме нешто во контакт или во врска за Да, книги оставите се го добија секако некако. вашиот телефонски број кај нашата секретарка Суза и ние ќе ве Просит вас побараме. помоќи, А еве но- сега доктор Тохири ќе ви даде совет. Ајде, благодарам. Так, если она захочет, я врач, я ученый, она может принести свои записи, я посмотрю. Если у него стремление есть на выздоровление, я путь показываю, она может быть Ако выздоровлена. да, Значи, тој вели, ако вие сакате, можете да дојдете да ги донесете вашите резултати и тој ќе ви каже точно што треба да работите. И секако дека ако сакате да оздравите, вие секако ќе оздравите со негова помош. Это от нее зависит. Да, века се зависи од вас. Так, дальше я хочу, чтобы написал книгу «Смехотерапия». Вот много моих пациентов именно при помощи смехотерапии выздоровелись. Вели дека тој има книга за смехотерапија и вели дека некои од своите пациенти ги излекувал буквално со смехотерапијата, заради тоа што луѓето премногу озбилно ги сваќаат болестите и затоа се разболуваат, а смехотерапијата е лек за се. Така да, апсолутно немојте да мислите дека само ќе добиете вакви совети, секако дека ќе добиете многу поконкретни работи и секако дека може да го оставите вашиот телефон и да закажете разговор со доктор Тохири. Во время смеха организм вырабатывает гормоны, которые повышают иммунитет и борются с много болезней. Здесь есть пример, который одному больному поставили коллагеноз, это в медицине неизлечимый. при смене то Он каждый день смеялся по 3 часа в конце недели. Боли прошли, в течение месяца выздоровелся. Поэтому почаще улыбайтесь, смейтесь от души. Да. Громко. Значи од сменето се да, како што повишува кажа имунитет. доктор Тохири, оваа книга Смехотерапија вели помага за сите да се излечат заради тоа што треба кога вие почесто би се смееле, вие би биле здрави и дека секој нормален човек би требало барем по 1 час да се смее, ако се смее веќе по 3 часа и тоа гласно да се смее, значи од срце Се зајакнува имунитетот. се зајакнува смеење. имунитетот, да. Еве јас, бидејќи доктор Тохири, драги мои, е толку талентиран човек, тој има многу таленти, тој свири на 7 музички инструменти и многу убаво пее. Па, здравето на доктор Тохири е совршено и тој може да поминува по многу пациенти дневно, заради тоа што тој навистина е посветен човек на многу страни и е влезен во Гинисовата книга на рекорди, занимавајќи се во животот буквално со 15 занимања, значи од тие главните што му се и сега би сакала да го слушнеме како пее доктор Тохири. Хочет услышать, как вы поете. Да. Но у меня инструмента нету, я сейчас так буду петь, не знаю, потом буду перевести Акапельно. Да. на таджикском языке. نشستم در لبی رودی زرافشان بدیدم قیمتی این عمر انسان که عمر آدمیه چون آب دریا روان است و ندادم قیمتی آن که عمر آدمی چون آب دریا روان است و ندانم قیمتی Я думаю, пока достаточно. А следующий год, может быть, я организую свой концерт в Македонии. Може, доктор Тохири, вели, ова вика сега вака е неподготвено, а следната година може да направиме концерт заедно во Македонија. А оваа песна е негова песна, е испеа на таджикистански јазик, значи како што зборува таму, и е негово дело. А ова е авторска песна, така, доктор? Да. Я автор 3 сборников стихов, которые мои Пишува и поезија. стихи, люди, ну, артисты поют, все в этих. Ете, вели дека тој е исто така автор на 3 збирки на книги на поезија, кои што разните, значи, уметници ги пеат, препеваат неговите стихови и се слушаат. Среди людей всегда раздор, всегда имущественный спор. Один готов другого съесть, а смерть не думает, что есть. Можеш превести? Помеѓу луѓето секогаш постои раздор, завест и секој мисле
на друг многу лошо, а не се замислуваат дека не размислуваат дека еден ден ќе ги. Поэтому я написал книгу ги стигне «100 болезнь, 100 лечение». Затоа е напишал Это книга болезни, 100 взаимоотношения болести, людей. 100 лека. Ненависть, зависть, обида, все вот этот Значи болезнь. се што е негативно, Методы как завист. лечить его. 100 вот Како да се взаимоотношений. излечите од негативната енергија, фактички од негативот, од лошите пороци, значи завист, љубомора, наштетување едни на други и така натаму. Ете, ова е таа брошура, значи 100 болести и 100 излекувања по методите на доктор Тохири, драги мои. Не знам дали има уште некој на линија, ако овдека некаде да видиме уште нешто. Доктор Тохири, која беше онаа книга која што постојано му стои на биро? Еве, ова тука, да. Да. Это мудрость веков таджикской классической медицины. Наши предки как лечили, какие методики, все и как Мудрост на определите. векови. Мудрост веков называется. Значи, ова е мудроста на вековите нада, Ето чекистанските, значи, исцелители и лекари кои што лечели и која што книга се наоѓа секогаш на бирото на доктор Тохири. Это мой настольный книга, я периодически некоторые вещи Денеска забиваю и тоа е како открываю. енциклопедија и за значи, сите Ова е како доктори. енциклопедија за сите видови болести, така? Да. Ама и ја употребуваат сите доктори, значи научници, тоа знаење што има во таа книга. Токму така. Значи, ова е древна Како мудрост. основа да... Да, древна мудрост, овдека запишано. Интересно е, навистина интересна книжка. Се гледа дека е многу стара, не знам од кога е ова издание. Од време на СССР, гледам од позади. Ну, вот старые книги, но это мудрость веков, Да. это 100 веков тому назад. Только Я вот так. здесь написал маленькую брошюру «Сексотерапия, лечение бесплодия». Сейчас очень много семей расходится, Значи, семьи Тој напишал разрушаются. книга за Раз семья неплодност. разрушается, и мужчина, у него болезни возникают, и у женщины, и их родственников, все. И лечение бесплодия. Да, Как значи лечить ова е бесплодие? книга за Како да се излечи сексотерапијата неплодност. и лекување на бесплодноста. Еве можеме да ја видиме, значи за сексотерапија и лекување на бесплодноста. Тој вели дека сега многу бракови, многу врски се растураат поради неадекватни сексуални односи и дека во оваа книга на вистина сексотерапија ги има дадено сите упатства, поготово значи и за мажите кои што имаат предвремена ејакулација и како да се направи среќен и здрав сексуален живот да се постигне. Так, поэтому кто страдает бесплодием, вот эта брошюра, они почитают. Вот у меня были случаи, когда 5-6 лет ходили по разным клиникам, детей не было. А вот книгу взяли, прочитали, по это работали и случаеви появились кога дети. луѓето лута од болница на болница по 5 години и не могаат да дојдат до лекарство, тој За понудил бесплодноста? својата брошура, да. Едноставно таму се запишени сите Упатства? упатства. Упатства како да? И на тој начин луѓето пронашле себе се во таа книга и Си го решиле пронашле проблемот лекар. за Да, Дети си го бесплодност. решили решиле. свои проблемы. Да. Потому что это знание. Человек научился, и поэтому Таа поступил. книга носи огромно знание и ако човекот ќе се научи правилно да се служи со тоа знаење, ќе се опорави. Токму така. Да видиме уште нешто, бидејќи имаме уште Это малку време. моя книга издана в России, «Путеводитель народного целителя» в 2005 году. Это настольная книга всех врачей, лекарей. Значи оваа Я книга за связал сите научную доктори. медицину и народную медицину здесь. Например, как набирать энергию, как отдавать, определить ауру, Значи энергетика, во оваа книга ја как руками лечить, опишува пальцами како энергетически. правилно да се употребува Вот поэтому здесь, если есть... биоенергија, Да, како биоенергетика. правилно треба да очистувате човекот, како треба да давате енергија, како да ја примате. Аурата, чакрите. Инаку, Чакри, драги мои, да, да все. кажеме дека доктор Тохири е и биоенергетичар и исто така хипнотерапија применува во неговите, значи, исцеленија, е многу успешен во тој дел. Если есть желающие, которые хотят учиться, обычно я провожу кратковременные курсы, 3-дневные. Те, которые кои имеют сака да знания, научи? анатомия, физиология,
патология. Я их буду учить, они начинают для себя, для своих Значи родственников. кој сака дальше. може да ги научи на Поэтому тоа нужно знаење. везде знание. Вот поэтому знание это сила, знание это богатство, знание, долгожительство, все вот то, что нужно делать. Да, тој вели дека е богатство. потребно знаење. Во таа книга ги има буквално има упатства за сите оние кои што сакат да се бават со исцелителство. Тој има тродревни курсеви, драги мои. И доколку има, значи, кај нас одека во Македонија заинтересирани, тоа е апел до сите оние исцелители кои што сакаат да ги научат на вистина древните методи на исцеление. Доктор Тохири може да направи 3-дневен семинар, кој што е секако сертифициран и за кој што вие ќе се обучите и на вистина можете да се бавите со овие исцелителни техники кои што се и тоа како добредојдени и се, значи, специфични и автентични на доктор Тохири. Поэтому, если в Македонии есть издательство, издатели хотят издавать, пожалуйста, через Джулия можете меня найти, Значи, било договор која заключить, издавачка куќа може перевести да и эти ви книги побара издавать вас здесь и да се преведат. для просвещения, чтобы Да. люди долго жили, были здоровыми. Потом то, что я видел, ваша природа похожа таджикски. Да. Здесь очень много травы, уже я сегодня утром 5 километров пешком ходил. Сабале поменал 5 Значит, километри мы можем и совместно сделать предприятие направил по споредба выпускам помеѓу лечебных чаев. У меня очень много таджикисканската рецептов. природа. И сейчас моими рецептами И заинтересованы веле дека много имате многу страни лековити мира. треви У вас кои будет треба да се рабочие искористат места. правилно. Значит, дешевле поступление вот это фиточаи, лекарственные все. Поевтино ќе ви Поэтому я думаю, что ваше кошта правительство чаеви будет него заинтересовано, что мы лекарства. Никаква ну, фантазија, использовать нема меня фантастика и, тука. значит, сделать, помочь. Токму нашим така. Тој сака да Еве, помогне. драги мои, значи, ова доктор Тохири сега кажа дека и Сабајлево кога дојде тој рече дека 5 километри веќе пропешачел низ Скопје и дека го разадал и беше одушевен од нашата природа, од нашиот град и рече дека тука навистина успеваат, бидејќи е таква местоположбата, успеваат многу билки кои што се многу квалитетни и многу здрави и дека е многу добро сите оние издавачи кои што сакат да ги издават неговите книги, да се научат луѓето што е тоа билкарството и каде лежи моќта на билките всушност, за да имаме здрав живот. Ете, тука некаде и крајот на емисијата, заради тоа што времето брзо истече, јас ќе им се заблагодарам на моите гости. Доктор Тохири, благодарам што денеска се озвавте да бидете гостин во Будењето со Јулија. Љуба, благодарам и на тебе што ни излезе во пресрет. Навистина ми е многу драго, додека е доктор Тохири овде, ќе искористам можеби да снимам некоја емисија, па да го пуштиме уште еднаш, за да луѓето што повеќе се запознаат и повеќе се едуцираат. Говорит вам огромное спасибо, благодарна, что вы участвовали сегодня в этой программе. И пока вы здесь, может опять... Так, я хочу завершить свои мысли, что желаю всем мирного неба, сака да ви посака мирно небо, свежего хлеба, свеж леп, родниковой воды, чиста родникова вода, никакой беды, изворска вода, никаква беда, сиромаштија, большой любви, многу љубов, много деньги. И многу пари, да. пари. Еве, гледате какви пораки и многу пари ни посока и секако многу здравје. Му благодариме на доктор Тохири, драги мои, овдека завршува нашето будење. Затоа останете будни, следете ги нашите репризни изданија. И ве сака и ве поздравува вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска. Будење со Јулија